Почитувани пријатели, еве не и ова утро, буквално од студиото на познатата фреквенцијата на телевизија Сител, како одиме со емисијата Гурмански приказни. Се надевам дека гурманските приказни секој утро ви представуваат задоволство од она што го гледате, но и мотив да направите нешто ново во денешниот ден, да подготвите еден прекрасен ручек кој што ќе ги изненади вашите ближни и вашите најсакани. Денеска нашиот домаќин ресторанот Джино ќе ни приготви еден навистина феноменален специјалитет, феноменален од аспект се работи за нешто несекојдневно, нешто што немате често можност да го јадете во нашите ресторани. Јас би рекол дека и за прв пат можеби ќе имате можност да го јадете во еден од нашите ресторани. Се работи за рецептот бифтек со тартуфи. Но веројатно зборот тартуфи ви представува нешто непознато, нешто ново во вашиот вокабулар и би сакале да слушнете нешто повеќе околу тоа што се тоа тартуфите. Тартуфите се печурки, односно тоа е така наречена, значи глива, што би кажале на српски, печурка која што расте под земјата. Таа спаѓа во латинскиот род Tubernacee или така наречени тубери. Односно, тартуфите представуваат печурки кои што растат под земја и многу тешко се пронаоѓаат. Знаете многу добро дека кога ќе се спомне тартуф се мисли на нешто скапо. Но пред се да ја кажеме генезата, значи каде можат да се најдат тартуфите и што е она што ги карактеризира. Растат на 10 до 30 сантиметри под земја, може да се најдат многу тешко, значи се бараат буквално со издресирани кучиња или свињи и представуваат вистинска посластица. Во јадењето одат многу малку, што значи дека тие даваат буквално арома на самото јадење. Инаку самите тартуфи се делат на бели и на црни тартуфи. Или белите тартуфи, познати како тубер магнатум, и црните тартуфи, познати како тубер меланоспорум. Односно, тоа им се латинските имиња и по тоа се препознаваат и окарактеризираат. Познато е тоа дека еден бел тартуф или килограм бел тартуф чини дури и до 2500 евра на слободниот пазар, а тие представуваат голем дел од белата економија, но голем дел и од сивата економија, посебно во деловите на Италија и на Франција, односно веќе и Словенија и Хрватска влегуваат во таа шема на производство на тартуфи. Познато е дека мирисот, односно вкусот кој што го даваат тартуфите подсетува на бел лук и на старо сирење. Тој измешан вкус е многу тешко да се добие кога се комбинираат овие два производа, а тартуфите го имаат толку специфичен и толку авангарден, што навистина на јадењето му даваат прекрасен шмек. Инаку мораме да кажеме дека големи пари се вртат околу тартуфите, односно тартуфите представуваат еден интересен сегмент, добар сегмент, постојан сегмент во економијата на неколку земји, а тоа се Италија, затоа што сме денеска и дефинитивно во првиот италијански ресторан во Македонија, значи ресторанот Джино, и во Франција, значи во Италија имате преку 410 хектари на кои што се гаи црниот тартуф, кој што може да се гаи и питомо, нели, да не се пронаоѓа диво израснат во шумата, а Франција произведува преку 30 тони тартуфи, па вие пресметајте колку е таа годишна сума на пари кој што влегува во буџетот на Франција. Денеска ќе правиме бифтек тартуфо, односно оној познат бифтек кој што се прави од говедото кијанина, кој што во италијанските ресторани се служи е поприлично голем. Овој пат ќе биде со тартуфите. Се гледаме во кујната. И драги мои пријатели, еве сме повторно во кујната на Джино и ова утро кај нашиот домаќин Джино, нели како што кажа веќе во најавата, ќе работиме, значи ќе подготвиме еден феноменален рецепт, јас вербално, нели со подршка, ти нели со приготвување на она што денеска си намерачил, си намерил да ни го приготвиш. Што ќе ни приготвуваш денеска? Денеска ќе приготвуваме бифтек со тартуф. Со тартуфо? Тартуфо печурка. Тартуфо печурка. Се работи за бел или црн тартуф? Бела тартуфа. Значи од скапиот? Од скапиот. Ова едно парче колку доаѓа? На 300 евра, 400 евра? Па мислам дека тука така се држише цена. Да, ова е цената, значи ова парче, драги мои пријатели,
Е 400 евра, се гледаме ние после. Се гледаме, Ќе се пиеме. видиме. Повели? Така, го чуваш во ориз. Што е поентава? Што е штосот? Да не изгуби својот вкус, мирисот и да не омекне. И да не омекне. Значи оризот ја држи влагата. Да. Така, знаеме си. И на крај добиваме гратис рижото со тартуфо. Да, гратис рижото со тартуфо затоа што попримило од мирисот. мирисот. Имаме бифтек, тоа е она говедото кијавино, нели? Да. Имаме Путече, вино бело бело вино, и тартуфо масло. аха, тартуфо масло. Масло. Тартуфо. Тартуфо бјанко. Бјанко. Ова е нов момент. Мораме да кажеме дека има и тартуфо бјанко. Знам дека има путер од тартуфи, но дека има масло Од црна тартуфи и од бела. и од бела тартуфи. Бибер Бибер ни треба. Бибер. Треба бибер, значи и кој- маслиново масло. Нели на П на согласките застанувам и маслиново масло. Добро и веројатно ќе ни треба малку наша сол, нели, од другиот джеб што ја вадам, тартуфот го ставим во овој джеб. Ајде, можеш слободно да почнеш да приготвуваш, затоа што нашите гледачи, односно покрај малите екрани, се нетрпеливи да видат како тоа ќе дојде тартуфото, затоа што е еден нов момент. Значи сега ни престана уште да го сервираме бифтекот. Бифтеков изгледа, морам да ти кажам, што би рекле Хрвати, извариедно. Да. Сега ставаме тартуфо масло. Тартуф. Одлично. Може што малце као нишанче. Шанче, за оние што сакаат со бифтечето малце и фокаџи, значи да мацнат и да... И Ајде сега сега. значи со специјалниот нож за тартуфо. Не дишете. Ставаме тартуфо. Отидоа бензе. Се шегувам. Значи, тоа е Те тоа. се рече ке готов. Што би кажале, нели, еден познат актер има во еден филм, Стив Мартин вака прави. Знаеш дека се чувствува? Знаеш дека се чувствува. Ти благодарам, Чедо, за овој прекрасен рецепт, за се она што ново го донесуваш секој утро кога сте ни вие домаќини во етерот, во македонскиот етер. Се надевам дека нашите гледачи покрај малите екрани се презадоволни од она што им го готвиме во вашиот ресторан и од твојата соработка. Се гледаме повторно некој ново утро со некои нови рецепти, со пици, со благо, значи ќе го расшириме и те земам за збор за нешто што кажа пред неколку дена, односно едно друго утро, дека ќе готвиме дивеч. Ќе готвиме. Готово. Ти Поздрав, благодарам. најдобро. Се гледаме на одјавата. Чао. О, благодарам. Хвала многу. И што друго да ви кажам? Бифтек тартуфо. Едвај чекам, не можам да одолеам на миризбата што се шири. Еве почнав и да пелтечам од овој прекрасен бифтек. Едноставно ќе пробам, а вас ќе ви напоменам гледајте не повторно утре, а јас нормално ќе си останам да си дојадам.